квалитетот на наставниот кадар е клучен според мене. Доколку не изградиме академија за педагози, која ќе биде врвна научна институција, во која ќе биде најтешко да се упишеш, во која ќе биде најтешко да дипломираш, во која ќе одат најквалитетните, ама која ќе завршат ќе бидат супер платени. Трагично е еден пратеник кој можеби несреќно станал пратеник или нема ни оформено образование да зема 120-130 илјади плата, а еден наставник да зема 3-40 илјади плата. Тоа е неприфатливо. Треба биде обрат. Наставникот треба да зема задолжително најмалку дупла плата од пратениците. Не може образованието да тргне напред без да внесеме квалитет во наставниот кадар. Не мора да значи испуштање од работа, нервози, не. Да. Може да значи доквалификации, преквалификации. Мораме да тоа да се посветиме, зашто на крајот на краиштата интеракцијата во училна е помеѓу ученикот и наставникот. Тука нема политика, тука нема министерство, тука нема агенција, тука нема влада, тука нема ништо. И ако наставникот не е на висина на задачата да пренеси знание, џабе 10 закони да смениме, чуда да направиме, пак ќе биде на крајот се следува се на квалитетот на наставниот кадар.